Време е за ново гостување на актуелна тема во Македонија наутро, која што ја најавуваме и вака. Спас од високите температури и ова лето ни се разбира планините, иако на дел од нив нема забрана за движење, на дел пак можеме да се движиме само со писмено одобрение. Движењето во шумите секако е дополнителен ризик од пожари кои се надеваме дека ова лето нема да ги има, но свесни сме дека се поголем број на граѓани многу несовесно се однесуваат кон националното богатство. Како можеме да добиеме дозвола за движење во планина, што треба да знаеме во однос на планинарењето во лето и подготвена ли е државата за пожарите кои што се надеваме дека ќе ги нема, но се реална закана. За сето ова утринава разговараме со првиот човек на Центарот за управување со кризи, Стојан Ангелов. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам за можноста да гостувам во вашата емисија. Господин Ангелов, објавата од јавното предпријатие Национални шуми за делумна забрана за движење во шумите ги збуни планинарите во земјава. Веднаш потоа и вие се јавивте и кажавте дека нашите граѓани може слободно да се движат на некои од планините, а на оние подрачја со кои што стопанисува јавното предпријатие Национални шуми има делумна забрана. Што значи тоа? Каде во моментов граѓаните може слободно да се движат и во однос на онаму каде што има таа делумна забрана, како граѓаните може да извадат писмено одобрение за движење во шумите? За да биде поразбирливо за вашите гледачи, јас ќе започнам најпрво со националните паркови. Во овој момент во Македонија имаме 4 национални паркови. Еден од најголемите, впрочем најголем и најнов е Националниот парк Шар планина од минатата година. И Националниот парк Шар планина е целосно слободен за движење, доколку било кој ваш гледач, било кој граѓанин сака да се искачи на некој од нашите преубави планински врвови на Шар планина, тоа може да го направи слободно, без барање на никаква дозвола, одобрение и слично. Додека пак, доколку некој сака да отиде во Националниот парк Галичица, во Охрид е препон со туристи летно време, на влезот и на излезот, или на двата влеза, бидејќи од страната на Ресен, условно кажано, и од страната на Охрид, има патроли на Националниот парк кои што наплаќат влезница и водат евиденција за возилата кои што влегуваат, односно ги запишуваат регистарските таблици. Значи, граѓаните не барат дозвола, нити ги запишуваат поединечно. Додека, на пример, во Националниот парк Маврово, потребно е задолжително пријавување. Значи, таму не се работи за забрана, но сепак секој граѓанин кој што го користи Националниот парк Маврово треба задолжително да се пријави. Тоа може да го направи во нивната канцеларија во Мавровјанови или преку имејл. Го има на страната на Националниот парк Маврово и останува јасен, кој што е ловиште, кој што и впрочем секако има ограничен режим на движење, но патот кој што минува низ ловишето јасен, граѓаните може да си го користат, си има одреден режим кој што продолжува да важи понатаму. Пелистер, заборавив да го кажам, и таму движењето е дозволено, но треба пријавување. Граѓаните кои што се движат во Пелистер треба да се пријават. Една од забуните кои што настана е водно. Водно, кое што е веднаш до Скопје, на кое што скопјани секојдневно, посебно преку викенди и празници, се качуваат во голем број. Овде настана едно мало, би рекол, недоразбирање, најверојатно поради неискуството на новата власт. Тие одлуката на Национални шуми за забрана за движење ја сватија дека се однесува и на нив и излегува со забрана на сајтот на град Скопје, но јавното предпријатие Паркови и зеленило, кое што стопанисува со водно и со парк шумата Гази Баба, нема објавено ваква забрана. Ние направивме една комуникација со нив, сметам дека недоразбирањето е надминато и во овој момент граѓаните слободно може да се качуваат на водно и да ја користат парк шумата Гази Баба. МВР не е информирана за постоење на ваква забрана и не казнува. Значи, граѓаните можат слободно да се движат и останува на крај Национални шуми, значи сите останати шуми и планински подрачја ги покрива јавното предпријатие Национални шуми, кое што од превентивни мотиви и причини ја воведе оваа забрана, би рекол, може би малку приурането, бидејќи се уште имаме сезона на дождови, секојдневно на одредени подрачја паѓа дождови и опасноста е помала од појава на пожари, но поучени од ланските искуства, огромните пожари кои што ја зафатија државата кон крајот на јули и во август, оваа година Национални шуми малку порано ја воведоа забрана. Оваа забрана. Притоа тие водат сметка комоцијата на граѓаните да биде минимално нарушена. Граѓаните можат и преку мејл да побарат ваква дозвола за движење во шумите
нормално треба да отидат само да ја подигнат во 30 поддружници на национални шуми. Значено и тоа дека планинарите може да добијат, би рекол, долготрајна потврда, пример од месец-два, доколку некои редовно планинари може да добијат дозвола за движење во трајање од 1 или од 2 месеци. Значи не треба некој, ако треба да отиде неколку пати во неделата, доди неколку пати во поддружница на национални шуми да вади потврда за движење. Изминатиот период имавте многу интервенции во однос на изгубени планинари и велосипедисти или повредени во шумите во земјава. Оно што ме интересира е, се сваќа ли сериозно моќта на планината низ годинива? Се почести се интервенциите? Па, кај граѓаните понекупат немат реална перцепција за опасноста која што може да се појави и при тоа би рекол дека сепак еден минорен број на граѓани се соочуваат со опасност ако го земеме вкупниот број на граѓани кои што одат во планина или во шума, но да се случува и на граѓаните на располагање и стои единствениот европски повикувачки број зитни состојби 112 кој што од февруари функционира во Центарот за управување со кризи, доколку било кој наш граѓанин, па и странец кој што се наоѓа на територијата на Македонија, им се соочи со било каква опасност или има проблем со здравието, слободно може да се јави на бројот 112, каде што нашите оператори ќе определат дали повикот треба да го насочат во брзата помош, во полиција, во противпожарна единица, а дел од овие активности ги покриваме ние преку нашиот сектор за операции и координација, бидејќи изгубени планинари и одредени опасности ги третираме ние. Ние како ЦУК од пред неколку месеци го промовираме проектот Пријавете опасност. Значи било кој граѓанин, било каде на територијата на нашата држава, доколку забележи било каква опасност која што може да го загрози животот и здравието или имотот на граѓаните, слободно може да се јави на бесплатниот број 112 и тоа да го пријави. Нашите оператори знаат дали повикот, како што веќе реков, ќе го проследат во МВР, во противпожарната единица, а дел од овие опасности ги координираме ние, како што беше опасната карпа на Матка, каде што последните неколку дена професори од градежниот факултет вршат снимање на теренот и проекција на траекторијата на движење доколку дојде до одрон на карпата, но во јавноста особено интерес предизвика мостот кон Драчево, бидејќи постоеше на самиот мост една голема дупка и воедно делуваше како целата статика на мостот да е нарушена. Ние преку нашите настапи се обидуваме да допреме и до институциите и до секој еден граѓанин и затоа и следеше брза интервенција за отприлика 10 на дена мостот беше поправен. Значи било каква опасност која што било каде може да ги загрози нашите граѓани, а ги повикуваме граѓаните да ја пријават, ние како држава ќе се погрижиме опасноста да биде отстранета. Летниот период и високите температури очигледно предизвикаат ова да биде еден период на почесто движење во природа. Треба да имаме одговорност за себе, но и одговорност кон националното богатство кое државата го поседува. Човечкиот фактор многу често е причината за пожари изминативе години. На што најмногу треба да внимаваат граѓаните при нивното движење во природа? Јас прво би сакал да ги пофалам граѓаните, бидејќи убедливо мнозинство се исклучително совесни. Еден сосем мал процент од граѓаните се однесуваат несовесно. Но и тие се доволни да предизвикат пожари со катастрофални последици, како што ги имавме минатите, во кои што благодарение на реакцијата на државата, реакцијата на целиот систем за управување со кризи и на Центарот за управување со кризи, на МВР, на армијата, на ДЗС, сите останати институции, немавме загинати. Значи, граѓаните треба прво и основно да внимават да не фрлат остатоци од цигари, од пушоци од цигари, кои што колку и да изгледат наивно фрлени покрај пат, може да предизвикат сериозен пожар. Но дел од пожарите ги предизвикуваат земјоделците кои што ги палат така наречените стрништа, остатоци од нивните посеви, потоа се губи контрола. Ние и сега во овој период безмалку секој ден имаме пожари предизвикани од стрништа. Но пожарот за миг, особено сега во следниот период, кога вегетацијата ќе се исуши, кога ќе снема врнежи, за миг може да се прошири за неколку минути да отиде до најблиската шума. Друга причина која што ја идентификувавме како многу сериозен предизвикувач на пожари се палењето на пасишта од страна на самите сточари, кои што ги палат пасиштата, тревите да се ослободат од трња, да и биде пашата побогата, бидејќи со наредниот дожд тревата повторно никне. Но многу често се случува ваквите пожари да навлезат во шумите. Минатата година имавме повеќе вакви пожари и потоа
да имаме голем проблем во гаснењето и да бидат загрозени и човечки животи и да биде предизвикана голема материјална опасност. Да не се работи со алат кој што искри, таму каде што има сува вегетација. Луѓето, мајсторите кои што работат со таков алат треба да бидат исклучително внимателни и да не се палат огнови, се разбира, во природа, особено во овој период кога вегетацијата е сува, да не се користат и плински уреди, кои што навидум се безбедни, но за миг може да предизвикат сериозен пожар. Се надевам дека нема да имаме оваа година гледка како изминатата, кога беа големите пожари кои навистина не исплашија и доведоа до ризик и имоти, но и многу човечки животи. За среќа и ги немаше, но она што не интересира годинава, подготвена ли е технички државата да реагира во случај на пожари и каква е соработката на Центарот за управување со кризи со другите институции во поглед на координација? За почеток би сакал да укажам дека минатата година гореше Грција, гореше Турција, имаше пожари во Србија, имаше пожари во Црна Гора, во Хрватска. Цел Балкан гореше поради промените на времето, глобалното затоплување си го прави своето, значи не се работи само за Македонија, туку воопшто целиот Балкан се соочуваше, па и Турција со вакви страшни пожари. Како Центар за управување со кризи ние имаме извонредни релации со сите надлежни институции, бидејќи во случај на пожари, во случај на појава на кризна состојба предизвикани од пожари, Центарот за управување со кризи го активира главниот штаб во кој што има представници од сите надлежни институции, почнувајќи од МВР, од армијата, Министерството за земјоделие, по потреба шумската полиција, противпожарната единица, брзата помош и така натаму, Црвениот крст. Значи, тој главен штаб ги координира сите активности, условно кажано, на државата. Ние, кога имаме големи пожари, во тој штаб седи секогаш и еден пилот на хеликоптер, кој што ни кажува дали и кога можеме да употребиме хеликоптер, без при тоа да ги загрозиме животите на пилотите. Затоа и апелирам до граѓаните да имат малку повеќе доверба во својата држава и во представниците на државата. Се работи за професионалци. Јас сум политички именуван, но сите останати во главниот штаб се професионалци со долгогодишно работно искуство во своите институции, тие многу подобро од еден обичен граѓанин кој што може да знае, но сепак овие луѓе имат специфични знаења и затоа одлуките кои што ние ги носиме во тој момент се најдобри, колку тоа некому да му изгледа чудно, бидејќи може да се појави ситуација како што имавме минатото лето, да се јават неколку градоначалници и итно да барат хеликоптери, а ние во моментов да имаме само 2. Оваа година, за разлика од минатата, Министерството за внатрешни работи има еден хеликоптер опремен, исто посадата е обучена, има огнено крштевање во гаснењето на големиот пожар во Тетово, се покажа извонредно, зашто посебно честитам и на пилотите и на Министерството за внатрешни работи. Воедно Дирекцијата за заштита и спасување веќе има еден функционален авион, вториот треба во секој момент да биде вратен. Директорот на ДЗС Беки Максути имаше пресконференција на која што ова јавно го објави и очекувам оваа година да имаме најмалку еден хеликоптер и 2 авиони, повеќе од минатата година, но направивме и внатрешна реорганизација и во самиот Центар за управување со кризи, но и во соработката со другите институции. И како што реков на самиот почеток, може би малку порано што требаше, но ние веќе воведовме како држава забрана за движење во шуми со цел да превенираме однапред појава на вакви пожари. Како вела, превенцијата е најдобра заштита. Сосема нако со господин Ангелов пред крајот на денешниот разговор, што е неопходно за да имаме безбеден и ефективен систем за спасување на државно ниво и каде ги детектират оние слабости во системот за управување со кризи во земјава? Системот за управување со кризи ваков каков што е функционален и функционира. Доказ за тоа се секојдневните наши акции, дали на министер како држава, на МВР, на армијата, на ДЗС, на Центарот за управување со кризи, заеднички акции како што најави водителката, спасување на луѓе од планина, но факт е дека може да биде пофункционален. Ние работиме на едни сериозни реформи кои што треба да понудат еден нов, би рекол, поадекватен концепт спрема нашите македонски услови, но и во овој момент граѓаните треба да веруваат на нашиот систем, бидејќи кога се случуваат несреќи и во Америка и во било која развиена земја, понекога тие не можат да бидат така лесно изменаџирани, опасноста за граѓаните толку лесно да биде отстранета. Сметам дека сме на висина на задачите, во овој момент сме и значително подобро организирани, имаме многу насобрано искуство, имавме инструктори од странство и ние самите бевме во посета на неколку други центри надвор од државата да ги видиме странските искуства и верувам дека значително поквалитетно ќе одговориме во следниот период.
Благодариме за гостувањето во Македонија наутро. Секако ова се дел од темите кои ќе бидат актуелни во периодот кој што следува и добре превентивно да делуваме. Благодарам.